Како е да се биде многу блиску до најголемите тениски асови на денешницата? Како е да се биде во кожата на судијата, додека одекнува звукот на прецизното одбивање на топчето, пред во одреден момент тоа да излезе во аут? На трибините штама и најчесто присутни звезди како Бред Пит, Даниел Крейг, Дейвид Бекам. А на терен битка за секој поен која судиите мора до крај прецизно да ја следат. Дали знаете дека на судијата Фергус Марфи му беа потребни 30 години судиска работа и судиски стаж за да добие можност да суди финале на Гранд Слем турнир? А тоа финале беше годинешното на Вимблдон, можеби едно од најатрактивните кое го одиграа Новак Џоковиќ и Карлос Алкарас, и каде патем Џоковиќ му се лутеше на Марфи дека не добил доволно време за одмор пред третиот сет. Првата жена која судеше машко финале на Вимблдон во 2021 година се вика Марија Чичак, а првата жена судика од Македонија, која досега судеше на Параолимпијада во Рио, Олимпијадата во Токио. На двете машки полуфиналиња на Вимблдон и годинава на финалето на Ролан Гарос во кое се соочија Новак Џоковиќ и Каспер Руд се вика Анета Павловска и е моја денешна гостинка. Со оглед на природата на незините професионални ангажмани, оваа дама постојано патува, меѓутоа што се однесува до незината приватност, воглавно функционира на релација Македонија-Австралија. Ќе дознаете зашто е тоа така, но многу ми е драго што го погодивме овој момент пред таа да замине во Австралија, каде и предстои неколку месечен престој. Ете, пронајде време и можност да гостува во Fair Play. Чест ми е да и посакам добре дојде во студиото на Анета Павловска. Ти благодарам. Ти благодарам што си овде, иако пред да пристигнеш во студио, всушност беше во Битола, од каде што и потекнуваш. Приватни причини, така? Сега имаше малку време за одмор? Нема баш време за одмор, ама бев брат ми изминати од викенд, го даде зборот со девојката, па еве јавно им честитам и бевме да прославиме во фамилијарни. Браво! Честитаме, нормално со најубави желби, но веднаш ќе стартувам со она што кога си ти во прашање фокус на внимание, 2023 година за тебе мина многу успешно и некако на пиедестал ќе ги ставиме ангажманите на Вимблдон, две машки полуфиналиња, одсудени и Ролан Гарос финален надпревар. Какви се впечатлоците, какво е чувството? Да, за мене 2023 година започна многу успешно. Ја започнав турнејата во Австралија со неколку професионални ангажмани таму, па за потоа да следат Ролан Гарос и моето прво машко финале. Не беше само историско за Џоковиќ, него и лично за мене. А подоцна да добијам и шанса да бидам селектирана за полуфиналните надпревари на Вимблдон. Голема и честа и одговорноста, дали е голем притисокот пред да се слушат ете тие големи финалиња, полуфиналиња? Имаш некоја посебна трема? Стравуваш како сето тоа ќе помине или работата ти е единствено уживање?
Па на почетокот имав повеќе трема, сега имам вака трема која ќе излеза малку на телевизија бидејќи е ново за мене. Меѓутоа на такви големи мечеви едноставно првите 5 минути дури да го направам првиот кол или да ја донесам првата одлука е тремата и потоа се фокусирам на работата и јас сум таму за да ја работам својата работа, тенисерите да си ја работат нивната работа. Да, звучи малку тешко, морам да признам, да човек се изолира и да под наводници заборави пред кого стои, кому му суди и така натаму. Ако можеш да одбереш помеѓу Вимблдон и Ролан Гарос, кој Гранд Слем би го одбрала? Не можам да одберам, бидејќи и двата турнири имаат некое посебно место и спомени за паметење. Ролан Гарос е мојот прв Гранд Слем турнир на кој што сум настапувала. Таму во 2019 година го имав моето прво женско финале, во 2023 прво машко финале и се некако поврзано со Ролан Гарос ми особено драго. Вимблдон е нешто поинакво, нешто за кој ствари секој играч, секој судија сонува за еден ден да стапне на... неофицијално светско првенство на некој начин во тенис, Таму се е традиционално, некако се пие чај, се јадат јаготки. Тотално се различни двата турнири, меѓутоа во моето срце имаат и едниот и другиот различно место. Да. Многу прашања во мојата глава, но сакам за и нашите гледачи поубаво да ја разберат целата оваа приказна, да дојдеме до моментот како една дама успева да се пробие во овој свет и да заслужи да суди на големи настани. Да не заборавиме, кажав во најавата, сега подсетувам, во дел од твоето искуство се и судење на параолимписки игри, на олимписки игри и еве на Гранд Слем турнири. Прво, како доби идеја? Го помниш ли моментот кога конечно одлучи јас сакам да бидам тениска судика? Да, одлуката ја донесов уствари на US Open, кога прв пат имав шанса да гледам надпревари, тоа не баш било кој надпревар, него бев како гледач помеѓу полуфиналето меѓу Џоковиќ и Федерер. Некако, бидејќи Артур Аш е најголемиот стадион во тенис и полн беше, значи 25-6 публика, сета таа атмосфера некако ме понесе, а од секогаш сум тренирала тенис, сум била во светот на тенисот, сум се занимавала и сум била и тренер, значи моите се поврзани со спорт, со тенис. И тогаш ги заприметив судиите и одлучив дека еден ден морам јас да стапнам на терен, па кога се вратив во Македонија, почна некако мојот пат, истражување, како да стигнам до таму, што треба да направам, што е следно. Што вели тоа истражување? И ова ме интересира, нели одлуката е донесена? Сакам да бидам тениска судика. Океј, дали можам тоа да го направам? Прво, има ли било какви пречки, возраст и така натаму? Возраст нема, меѓутоа да кажам дека во Македонија во изминатите до минатата година, изминатите 15 години ние немавме ни еден професионален турнир и малку беше звучеше како луда идеја. Дури и кога ќе разговара со татко ми, тој исто е делегат во Македонија, вика па како, каде, што ќе направиш? Почнав да истражувам, да стапувам во контакт со странски судии, да им пишам и на Интернационална тениска федерација и на... Значи лично, така? Да. Се обраќаш и кажеш дека сакаш да стекнеш стручно знаење, така? Да, и имавме, бидејќи во Македонија имаше претходно македонски суди кои се мислам, интернационални, кои биле некаде надвор, како Климе Буловски, како Зоран Поповски, Орце. И еден од судиите ми помогна, ми даде апликација и ме препорача дека еве сега сакам да почнам да судам. Имав некое искуство претходно на нашите Дейвис Куп надпревари во 2008-2009 година. И дека чим имам што да покажам, како да одбијам шанса.
Бев повикана, бев селектирана. Првиот мој турнир беше во Бад Гаштен, во Виена, во Австрија. И така некако почна. Подоцна бев примена на други турнири во Австрија. Првата година од 2011 некако почнав решив да се занимавам со судење. Имав прво еден турнир годината, па 3 турнири годината, па така е натака, се до 2019 кога стигнав до 30 турнири годишно. 30 турнири годишно, а сега колку имаш годишно? Па сега негде пробувам да балансирам помеѓу 15 и 20 работни недели. Како всушност се стекнуваш со таа интернационална лиценца? Има ли некој кој те оценува за да каже да, време е и може Анета да студи на Гранд Слем турнир? Да, прво Македонска тениска федерација од време на време организира курсеви за нови судии. Јас прво полагав кај нас, откако ја добив лиценцата тука и со моето искуство на интернационалните турнири понатаму, значи на секој турнир ние добиваме оценки, некој нас не гледа, не евалуира и мораме да имаме одреден број на одсудени мечеви за да можеме да аплицираме потоа за да добиеме интернационална значка. Има повеќе нивоа, од бела значка, бронзена значка, сребрена значка и златна значка. Јас сум бела значка. Бела значка, тоа што значи? Тоа значи, ако ги споредиме? Да кажам, тоа е првото ниво на овие интернационални надпревари и со бела значка јас можам да судам како главен судија, меѓутоа повеќе судам како линиски судија. За да ја задржам белата значка морам да имам одреден број на мечеви судено во годината, тоа се 25 мечеви и да имам 2 до 3 евалуации на тие. Значи ти се уште имаш предизвици пред нели за воиднина, може сето тоа да се подобрува. Сакам само да го споменам Фергус Марфи. Го кажа во најавата фактот и податокот дека многу долго време и многу долги години овој човек ја чекал шансата да биде главен судија на Гранд Слем финале. Се расправаа со Џоковиќ годинава. Зошто толку долго? Од што зависи тоа? Пример, ти сега имаш предвид колку би требало да чекаш или да собираш искуство за еден ден да бидеш главен судија на Гранд Слем финале. Истото како и за линиските суди, така и за главните суди. Тие значи поминуваат на одредени селекции, евалуации, значи на секој турнир секој некој оценува и така меѓусебно учиме и напредуваме. Да, Фергус Марфи после 30 години доби шанса да суди на еден таков Гранд Слем надпревар. И различно за секој, значи треба многу коцки да се склопат за... Добро. Споменуваме главен судија и линиски судија. Досега твоите искуства на овие посериозни кои ги споменавме, полуфиналиња, финалиња, се како линиски судија. Ајде малку едукација. Која е разликата и во одговорностите и во задачите кои што ги има главниот судија и линиските, а може да го споменеш и целиот тим затоа што има луѓе кои ние не ги гледаме, но се важни алки во целиот тој процес. Па да, главниот судија е уствари пилотот на теренот, а ние сме копилотите, стюардесите и се останато. Разликата најмногу е во одговорноста која има главниот судија спрема линиските суди. Значи ние сме одговорни за својата линија, за таа која ќе сме селектирани на тој меч да судиме, а главниот судија мора да биде тука за секоја ситуација која ќе се деси, бидејќи во тенисот не е само in и out. Значи има многу други работи кои од medical time out, доколку треба доктор на теренот, доколку играчите решат да одат во тоалет, ако има некаква ситуација која, не знам, например да падне топче од од џепот, ако падне капата на играчот, значи тоа се ситуации кои само главниот судија
може да ги пресуди. Не можам јас како линиски судија, иако сум таму, да кажам ова се тоа не е деси. твоја задача. Да, тоа не е моја задача и не смеам ни да се мешам за тоа. И исто така, и ако јас мислам дека сум сигурна сум во некоја одлука, дека сум 100% во право, дека топката беше аут или не смеам ништо да коментирам ако главниот судија одлучи поинаку од мене. Па затоа се таму кавгите. Затоа се главните судии кавгите, но добро, никогаш знае да биде интересно за публиката, но верувам во нивна кожа, во кожа на судиите, сепак малку потешко и позатегната атмосфера. Кога веќе спомена еве друг тип на ситуации на теренот, се присеќам Калин Ивановски на своето гостување во Fair Play раскажа нешто што го знаат љубителите на тенисот. На Вимблдон има строг дрес код. Таму доминира и преовладува само белата боја и кај него бил спорен момент за носење на темен долен веш. Зашто добил реакција? Кој е тој од судискиот тим што може да реагира на оваа тема и да провери дали е се во ред? Да, освен главниот судија, линиските судии, има рефери и супервизор кои ние не ги гледаме така често и добро е тоа да не ги гледаме така често на терен. Тие се тие кои тогаш настапуваат на сцена и го имаат, да кажем, конечниот збор дали тоа може, е дозволено или не е дозволено. Како и дали е ограничена комуникацијата со овие тениски асови? Знаеш, многу убаво звучи, барем од моја перспектива, што ти стоиш покрај линијата, а овде играат Џоковиќ и кој да е, Федерер или Каспар Рут или како и да е. Смеете ли да комуницирате? Во која ситуација ти и дали воопшто смееш да имаш директна реакција кон него? Кои се пак дозволените нешта што тие смеат да ги прават? Дали тие смеат да се без проблем да се свртат кон вас и да имаат директна реакција кон некоја одлука? Како е сето тоа регулирано? Да, според нашиот код на однесување, ние не смееме да имаме никаква врска со играчите. Значи не смееме да се дружиме со нив. Па како би било сега да одиме некаде на вечера или да излеземе, па следен ден да треба да тука нема fair play. Така, па нема. Не сме ни фотографирање, ни разговори, ни ништо. Не сме ништо, да. Има прашања кои доколку ти ги постават на терен во врска со дали си сигурен за одлуката. Значи можам да кимнам со глата, ама не смеам да влегвам во дискусија. Исто така јас можам, не знам, ако играчот за време на тойлет брек, значи прави нешто што не му е дозволено. Има играчи кои не се толку искусни како Џоковиќ или не знам. Добра, делот на звучниво. Да, Ига и можеме ние да, значи ова не смеш да го правиш. Во случај да продолжи да го прави, тогаш мораме да го да реагираме и да го кажеме тоа на главниот судија, па тој понатаму да носи одлука врз основа на тоа што се десило. Во овој момент изгледаш баш соодветно и автентично како тениска судика. Во поглед на вашиот дрес-код, има ли некои правила кои што строго мора да се почитуваат? Има правила. Ова ми е старата униформа од Вимблдон од 2019 година. Ние на сите турнири добиваме униформа, значи добиваме од патики до тренерки или зависи, значи на Вимблдон добиваме две сукњи, панталони, сако, значи скроз сме облечени од страна на турнирот и од спонзорите кои стојат за тој турнир. Да, ова ми е старата униформа, не ни смееме да ја носиме потоа, меѓутоа имаме сега нова униформа која на Вимблдон се менува секои 10 години. Да, и од 2021 имаме нова униформа која до 2031 Боже здравје. Да, ќе важи. Затоа сега смееше да во оваа прилика да виде на тебе. Да, многу ми е драго, пак кажувам, затоа што автентично изгледа сето тоа. Има ли некој профил на луѓе кои што не би можеле да бидат тениски судии заради одредена причина? Треба да имаш добар вид. Секоја година ние мора да правиме тестови за нашата диоптрија. Значи и луѓе кои носат ноочари или леки можат да судат, меѓутоа тоа мора да биде под
ако имат оштетен вид, значи мора да носат леки ночари. Нешто друго? Кое што како предиспозиција би требало да се има или нема? Многу голема волја. Да. Волја за ваков начин на живот исто, бидејќи динамиката на работата е таква да нема застој, нема седење на едно место, значи мора да сакаш да патуваш и мора да сакаш ваков начин на живот. Во рубриката Фанови денеска ни гостува личност која го сака и следи тенисот, но професионално припаѓа на музичкиот свет. За пошироката јавност познат е и по неговите ангажмани како ТВ и радио водител, низ скопските улици препознатлив е по возењето лонгборд, а на подиумот познат како диџејот кој благодарение на неговата музичка едукација, вкус и избор секогаш е задолжен за добра забава. Додека се уште беше сончево и топло надвор, возевме лонгборд и разговаравме на тема спорт заедно со Зоран Ристевски, диџеј Зоки Бејбе. Бев дел од еден период скејтерското дружење. Имавме скејтери во Плочарата и тоа беше скејт шоп. Филип имаше и Маци. Тоа беше еден период кога јас буквално бев влюбен во она што го работам и успешен во тоа што го работам, диџеингот, али дружбата ми беше цело време со скејтери. Па пуштав музика на нивните надпревари. И еден ден се појави лонгбордот и цела се појави точно во една моја чудна животна фаза. Само што наполнив 40 години и со таа бројка не знаев што да правам. Како Ти недостасуваше нешто? Не, многу помладо се чувствував. Јас се чувствував како да имам 26 и воопшто не ми значеше тоа ништо. И во еден момент еден дечко Петар ми рече дали сакаш да го купиш, од тогаш натака јас не се имам симната од лонгборд. Треба вежбање, треба да си како и за секоја работа да си роден. Не можеш да се ако не те бива, не те бива, ако те бива, бива, знаеш. Лиле е моја другарка, помлада скејтерка, со која што секогаш се дружиме на скејтерските места. Се запознавме во Ерор кај Иле, кој што е еден легендарен скејтер кој што исто така прави и има и бренд за облекување, многу е активен околу оваа култура, снима. Таа урбана култура на Скопје е многу стара и многу убава и треба да биде истакната. Скејтерите, графити артистите, субкултурата во Скопје треба да биде истакнувана дури и во вакви емисии, затоа што тоа е душата на Скопје. Оно што е многу интересно, најдобрите совети во врска со спортот ги добив од мојата мајка. Мајка ми е една од првите жени во Македонија која што основа фитнес клуб и бодибилдинг клуб и тоа го работеше 19 години заедно со мојот братичот кој што е еден од Љупчо Арсовски, еден од сопствениците на првиот, мислам дека е први или меѓу првите бодибилдинг сали или фитнес центри. И мајка ми е таа која што искусна во оваа работа, знае да ми каже овие вежби ти требаат, ова ти треба, сега ќе ти правам. Како да бидеш фит? Сега има 79 години и се уште вежба. И многу беше интересно таа фитнес сала која што ја имавме.
требаше на почеток јас да работам во неа, тоа беше најсмешното нешто што може да се види на планетава. Едноставно не бев за тоа. И не сакаше, не беше Не, за тоа. но мајка ми бидејќи како млада била спортист и татко ми исто беше спортист. Тој беше джудист. И имавме секогаш и тегови во нашиот дом, он знаеше да си вежба, али тоа беше нивна приказна. Мојата е ваква како што е. Градски ѕид кога го возам, тој дел секогаш ме потсетува на детството, кога ќе се качам на лонгборд и поминувам како да имам, знаеш, едно камче може да те бутне. И сега ти кога го имаш тој фокус, буквално не мислиш на ништо и многу е медитивно. И ако сето тоа се случува покрај згради кои што не се променети во Скопје, кои не се допрени со барок и овако, градски ѕид е единственото нешто за што јас имам емотивна атачмент, врзување, емотивно врзување. Не знам зашто го кажав ова на англиски, али како и да е, од тие причини кога возам лонгборд тука, едноставно го сакам Скопје многу повеќе отколку на било кое друго место. Тенисот во мојот живот влезе во една ситуација кога моите роднини живееа во Шведска и доаѓа и така и скирол донесе, браточет ми Ленар донесе скирол, па цело лето возев скирол, но тетин ми во една прилика, бидејќи ми беше досадно во нивната куќа, ми вика, знаеш ли дека денес ќе гледаме еден швеѓанец на финале на Вимбелдон. Ја имав 8 години, немав поим како се гледа тенис, што е тенис. Тоа беше едно спектакуларно финале, мислам дека Бјорн Борг заедно и против Конорс. И од тој момент, како тој ми објасни што е тенис, како се гледа тенис, што значи тенисот, буквално цел мој живот летата ги делам на не само летата, него годината ја делам според гренслемовите. Први навивав за Бјорн Борг, потоа навивав за Моника Селеш, бев пресреќен што живеам во Југославија и можам да растам со неја затоа што мислев дека е моја генерација, толку беше она малку повозрасна, ама ја мислев дека е моја генерација. Така ја доживував. Нема да заборавам кога ќе излезев во тоа време надвор некаде од Југославија и кога ќе видев огромни билборди со Моника Селеш, знаев дека мојот избор е добар и дека сум горд на мојата земја, тогашна. Потоа Иванишевиќ и неговиот Вимбелдон освоен, тоа ја мислам колку луѓе во Сплит кога го чекаа плачаа, толку од среќа плачев и јас. Да. И многу сум среќен што ја доживеав и што ја живеам ерата на Новак Џоковиќ, кој што го обожавам. Јас се надевам дека денешните македонски успешни тенисери како Лина и Калин, кои што за жал не можам на телевизија да им ги пратам над преварите, ама читам во весници, читам на интернет за како се тие успешни и до каде стигнале. Калин имав прилика на Вимбелдон, мислам дека во и на јуниорскиот дека мислам, вау. Значи чекам да ги видам некаде, навивам за тоа да имаме македонски тенисери за кои што ќе вреди да се вклучи телевизија. Спортот е многу екзактна работа. Значи какви ти се резултатите, тоа си. Дали си ти фин човек, дали Федерер имал грациозност, дали Новак Џоковиќ кршал рекети, па сега бил многу хамбал и така натака, не. Затоа што сите овие говоранци на темата GOAT или најдобар на сите времиња не се битни воопшто заради тоа што ќе биде се ова заборавено и генерациите кои ќе дојдат ќе делаат исклучиво со резултати. Втора работа, не се работи за Новак Џоковиќ како најдобар во тенисот. Јас многу го сакам Федерер. Федерер беше еден од моите идоли и многу го почитувам но мислам дека Новак Џоковиќ е еден од најдобрите спортисти било кога генерално. Само на шега и само на зезање, затоа што никаде тоа не е во мојот фокус, значи ни малку не е во мојот фокус. Тоа знаеш што е, јас сум многу напнат кога гледам тенис и моментот кога ги пишувам статусите е моментот кога јас се ослободувам од стресот. Значи, буквално можам да покажам, овде ми е лаптопот, вака гледам тенис, бидејќи имав дактилографија во Борис Кидрич, каде што завршив средно, и го имам овој момент.
Значи не многу често и не гледам што пишува. Во се. Да. Во се. Здраво, јас сум DJ Зоки Бебе, а вие гледате Fair Play. Какви се најголемите тениски звезди во живо? Секој тенисер си има одреден карактер и тоа не може да се скрие. Таков е каков е, меѓутоа има работи кои, да кажем, во пролазот кога ние одиме на терен ти излегуваат или има некои ситуации кои се дешаваат за кои што не би смела да коментира. За кои што ние не знаеме, а Нета знае, но така и ќе си остане и понатаму, правила се правила. Чекај, ова, какви се Бред Пит, Дейвид Бекам, не знам, Јелена Џоковиќ, кои се не дошол, Ана Винтур. На терен гледам да не обрнувам многу внимание кон вип ложата. Тоа возможно е? Се Бред Пит седи таму, ама ти го игнорираш. Као не он тука. Добро. Меѓутоа, да, во секој случај кога ќе ги видиме тие звезди кои до вчера сме ги гледале на малите екрани, е некое посебно искуство. Специјално. Има некој за кој што ти е посебно драго што си го видела одблиску, во смисла ти бил омилен актер, пејач, спортист од дете и сега наеднаш е пред тебе? Особено драго ми е кога ќе видам принцезата Кейт на Вимблдон, бидејќи исто така судиите кои се селектирани на финалните надпревари, на крај од целиот спектакл имаат шанса да се ракуваат со принцезата. И тоа ми е една од неостварените жилби која се надевам дека во скора иднина ќе ми се оствари. Да, може би еден ден. Калин Ивановски веќе го споменавме, но тој играше и беше дел од јуниорскиот Вимблдон. Да. Ти тогаш беше на Вимблдон? Тогаш, уствари, јас бев на Вимблдон и не знаев, значи, дека ќе игра Калин. Некој од колегите дојде и ми вика, абе, има некој македонец на терен, не знам, 18, игра ми вика таму. Во ист момент и јас, бидејќи бевме јас, Зоран Поповски, другиот суди од Македонија, и имаме двајца суди кои живеат во Нов Зеланд, меѓутоа се македонци, тоа се Блаже и Димитар Трифуновски, и тие беа, значи, на Вимблдон, и сите некако се собравме да видиме дека Калин игра, да одиме да погледнеме. Како публика на некој начин, да, како поддршка. Баш убаво, значи ти беше таму во тие моменти, а никогаш си, дали воопшто смееш прво да судиш на македонски надпреварувачи, дали си судела на Калин, на Лина, на некој од нашите поуспешни тенисери? Како линиски судија сум судела, да, некогаш намерно не ставаат, бидејќи го разбираме јазикот и полесно ако нешто се деси некаква ситуација, да можеме да му помогнеме на главниот судија. Меѓутоа, ако сме на помали турнири, например во Македонија турнирите се оваа година, имавме во Скопје. Во Скопје имавме челенџери, да. Таму судев и таму им судев и на едниот и на другиот, бидејќи повеќето од судиите се наши суди и секој меч пожелно е да има различен судија, посебно ако има некоја ситуација се десила претходно, така да доколку добиеме дезигнација од супервизорот, дека сме селектирани да го работиме тој меч, нема никаков проблем. Важно е во оваа прилика да споменеме дека ти ќе патуваш на Олимписките игри во Париз и таму ќе бидеш ангажирана. Ова претпоставувам и не е чудно што го заслужи, но кога е дознал оваа информација? Минатата недела ја добив информацијата, така да ова е, да кажем, нешто ново сега што се случува. Привилегирана сум да бидам дел од тимот, бидејќи само 72 суди од цел свет се избрани како линиски суди, странци да судат во Париз на Олимписките игри. Драго ми е, горда сум на постигнатото и среќна. Се надевам дека и македонската јавност и нашите спортски тела ќе бидат и горди, ќе знаат да го ценат ова, да, затоа што и судиите се амбасадори на нашиот спорт, не е само во тенисот, имаме доста успешни судии со кои може да се гордееме. Дали ти е тешко да бидеш непристрасна? Не. Не ти е тешко? Не ми е тешко да бидам непристрасна, значи влегувам на терен. Често не ни обрнувам внимание кој игра на терен, значи кој е на терен, кој од играчите е на терен.
Јас сум таму да си ја завршам мојата работа, дали играл Џоковиќ, дали играл Свијатек, дали играл Надал, секој си работи својата работа, гледам да не обрнувам внимание воопшто на тоа. Никаде прочитав дека меѓу неостварените желби е US Open. Зошто? Да, тоа е единствениот. Зошто баш US Open? Вообичаено Вимблдон сите го извојуваат како престиж, традиција, меѓутоа еве ти го бираш US Open. US Open е турнирот кој ме натера мене да почнам со судење на некој начин и бидејќи таму ја донесов одлуката да станам судија, редно би било и да стапнам на терен, бидејќи сега во изминатите 3 години веќе нема линиски судии. Сега имам друга мисија да најдам начин како би настапувала на US Open, а да не морам да бидам на терен. Или треба да станам супервизор, рефери, или да станам главен судија на големи надпревари, ќе видиме. Одвоивме неколку од твои фотографии, ќе замолам во режијата прво да ја погледнеме онаа каде што Анета е многу малечка и рекетот е поголем од неа. Но еве, но таа фотографија е доказ дека навистина од мали нозе си со тенисот, но некаде се споменува и ракомет во целава приказна. Што се случи со ракометот? Тренираше некогаш ракомет? Да, доаѓам од спортска фамилија, значи татко ми е цел живот се занимава со тенис, дедо ми беше каратист на времето, мајка ми во младоста тренираше ракомет. Имам исто и поширока фамилија кои се тренери во ракомет и така натаму. Меѓутоа, секогаш како дете по цел ден бевме на терени, меѓутоа често знаевме да одиме и на ракометна утакмица, на некој надпревар да гледаме. Да гледаме Пелистер, нормално во Битола. Добро, Битола е ракометен град, апсолутно. И од секогаш ми тлееше таа љубов, да кажам, за ракометот, меѓутоа некако природно беше дека еве татко тенисер и деца ќе станат. Значи не се обида со ракомет? Никогаш. По карактер мислам дека поќе сум тимски играч, ми одговара поќе некоја си таква тимска, колективна тимски спорт од индивидуални. Добро, но што е тука е? Патиштата сепак те однеле на добри дестинации. Имаме уште неколку фотографии да ги видиме и прокоментираме. Тука во меѓувреме имаш и еден интересен талент за нешто што не е поврзано со спортот. Ќе ги додадеме и тие фотографии, но кажи ми зашто станува збор? Видов дека црташ нешто убаво? Да, љубовта кон уметноста исто од тлее од многу мала, меѓутоа никогаш немав шанса да почнам така да малце повеќе да цртам и да се занимавам со тоа хоби. И од пред месец дена, да кажем, се охрабрив да си го отворам својот собствен бренд за шешири, цртани шешири, кои се во 3D техника. Така да тоа ми е некоја втора љубов. Меѓутоа и тенисот и цртањето ми носат некоја иста сила, тоа е слободата која ја даваат. Јас сум човек на кој многу му е битна слободата во животот и тука не правам никакви компромиси. Да, отстапки со слободата не си играм. Значи тоа е нешто кој што чувам за себе си. Ферплей е нешто што не мора да го има само на теренот, може апсолутно да го има и треба да го има и надвор од терените и во секојдневието. Ова е еден навистина фер гест. Имаше долга коса, сега имаш поинаква фризура и пократка. Косата беше донирана. Ова е, да, идејата за да ја донирам косата ја добив пред неколку години, прочитав на некој портал дека некоја си девојка од Кавадарци прави перики за деца заболени од рак и Сашка пробав да ја контактирам лично за да ја испратам косата директно кон неа. Ова ми е моја многу драга пријателка, на кога ја кажав идејата, исто прифати да го направиме тоа заедно, па оваа година
2 години не ја шишав косата, не ја стрижев и еве резултатот 40 сантими, се надевам дека Некому ќе донесат дете ќе се радува барем за насмевка. Имавме, мислам, уште една фотка, а таму веројатно си со твојот сопруг. Автентична е во некоја тениска атмосфера. Сакав само да потенцирам препознатливо ова твое презиме, но сега имаш и ново презиме, така? Откако си во брак. Ова е твојот сопруг, прашањето ми е како тој се снаоѓа со твојата професија и најважно со твоите патувања, затоа што веројатно ретко си дома. Да, сега сум деспотовска, меѓутоа јавноста ме знае како Павловска, па тоа ми е некако презиме кој го се уште си го користам. Да. Имам многу голема поддршка од сопругот, исто често и тој сака да патува, ја сака динамиката на животот, на патувањата, па кога имаме прилика и приватно заеднички патуваме на некои нови дестинации, така. Каде досега ти било најубаво од сите точки на светот што ги посети благодарение на тенисот? Имам посетено некаде 70 на 80 земји, меѓутоа секоја нова дестинација ми е предизвик и храна за нешто понатаму, за сето тоа запознавање на нови култури, нови дестинации, различни луѓе од секакви професии, раси. Значи, тоа е нешто што ме храни и Јапонија би одвоила како една од дестинациите кои мислам дека секој човек треба што има шанса да ја посети, малце како друга димензија. Има една изјава од познат светски диџеј кој што вели секој одење во Јапонија ме прави подобар човек од тоа што дотогаш сум бил. Има вистина, тоа јас сум била 2 пати и повторно сега сакам и на Филип тоа му кажувам, ајде да букираме да одиме пак Јапонија, бидејќи тој нема никогаш одено и треба да оди. Меѓутоа, прекрасна ни е земјата и планетата, има најубавите планини се во Швајцарија, најубавите плажи на Карибите според мене, најсрекните луѓе во Португалија. Значи секое место Во Португалија најсрекни луѓе. Да, секое место има, секој различно можеби ги доживува работите, меѓутоа тоа е мој личен став и видување. Впечаток. Рековме заминуваш сега во Австралија, уште еднаш потенцирам, сум многу среќна што пред тоа пронајде време да дојдеш овде. Таму ќе уживате во приватноста со сопругот или ќе имаш обврски? Неговата фамилија живее таму и првично одиме да ги посетиме нив, да поминеме малку време со нив. А веќе кон крајот на ноември ми започнуваат моите професионални ангажмани за следната сезона. Сите знаеме дека 2024 како и секоја година започнува со Австралија Open серијата на турнири, така да за сега имам само потврда дека ќе судам како главен судија во Gold Coast и чекам секој момент да видам како дали за Австралија Open, дали за Адела и дали за останатите турнири. Добро, и ние ќе следиме, се разбира, каде и ти ќе имаш обврски. Дали сите овие ангажмани, освен што гледам, евидентно е дека ти исполнуваат како личности, ти причинуваат задоволство, значат и финансиски бенефити. Дали ти живееш од работата како судија? Дали до тој степен се исплати? Сега да. Кога почнав да судам, нормално, првите 4-5 години не се исплаќаше, меѓутоа парите не се моја првична мотивација за работа како судија. Животот кој го нуди судењето за мене е непроценливо. Значи мислам дека со ниедна друга работа не би можела да го пропатувам светот и да видам тоа што и да поминам тоа што поминав. Така да сега веќе ми е работа. До пред неколку години кога ќе ме прашаш работа, па ништо. Така. Сега ми стана работа, да живеам од тоа, заработувам од тоа и уживам максимално. Јас ти посакувам многу успехи понатаму во твојата работа. Она што ти за мене беше денеска, се надевам и за гледачите, си една многу голема мотивација. И затоа посакувам успесите само да се зголемуваат, со успех на Олимпијадата и со успех до оние скалила до кои што сакаш да стигнеш, да бидеш и главен судија на Grand Slam турнирите и конечно на US Open да се исполни таа голема желба.
Ви благодарам од се срце. Се надевам дека повторно ќе се видиме, до тогаш се најдобро. Се надевам дека и гледачите уживаа во нашиот денешен разговор, затоа што ова е уште еднаш потсетување дека Македонија и како има со кого да се гордее, но најважно реков, зошто сите ние да не се мотивираме и да не постои оној израз дека нешто не може, може се, но треба искрено да веруваме и да си ги исполниме нашите соништа. Новите теми ние ќе ги отвориме за точно 7 дена на Телма, до тогаш и вам ви посакувам се најдобро.